Да, се враќаме во студиото, како што кажавме, тука е господинот Александар Илиев, военно-безбедносен експерт, познат за нашите гледачи. Во студио 10, господин Илиев, добро дојавте. Благодарам на поканата. Ке зборуваме, јас во најавата кажав, ке зборуваме за состојбите во државата, во регионот, во светот, се разбира во контекст на сето она што се случува. Тука е најголем настан доаѓањето на новиот претседател Трамп, неговите политики кои се чини дека ќе ги редефинираат светските геополитички односи, како ќе зборуваме. Но сакам на почеток да ве прашам за еден феномен кој се случува кај нас повторно, тоа се дојавите за бомби во училиштата, се случија пред некој ден, едно ми се чини долго време ги немаше, повторно се појавија. Знаеме дека тој феномен кога се случуваше порано, тогаш институциите излегува со одредени информации, тогаш дека тие доаѓаа од надвор, посочија тогаш и одредени држави од каде што доаѓаа, но никогаш не ги дознавме вистинските мотиви. Сега повторно се случуваат. Мислите ли дека ќе биде појава поконстантна, која ќе се повторува, дали мислите дека е инцидентно и зошто мислите дека воопшто се појавуваат? Бидејќи не е само наш феномен, се случуваат и во целиот регион, гледам. Пораките кои беа испраќени како закана од бомба во училиштата користат наша слабост. Нашата слабост е недостаток на процедури кои регулираат како се обезбедуваат такви објекти, како училишта. Доколку ние имаме процедури кои што регулираат кој смее да влезе, како се контролира влез, каде смеат да се паркираат возила, видеонадзор, доколку учителите се обучени како да реагираат, доколку некој се заканува со оружје или доколку има бомба, ние ќе бидеме помалку ранливи. Тоест ќе имаме процедури кои ќе обезбедат и да се случи таков настан, да има помалку жртви, да има помали последици. Ние не само што немаме такви процедури во нашиот образовен систем, туку поради тоа што го немаме и сега не знаеме како на најдобар начин да реагираме кога добиваме закани. И реагираме со евакуација, не одење на училиште. Тоа секако ги вознемирува граѓаните и се постигнува одреден ефект. Прашањето е кој ги испраќа и која е целта. Тоа може да биде и ефектот кој сака да го постигнат. Да, меѓутоа тоа се користи бидејќи постои слабост. Додека постои слабост, ќе се испраќаат и такви пораки и ќе се постигнуваат такви негативни ефекти. Така да решението не е прашањето кој испраќа пораки, туку како да воведеме вакви процедури и протоколи кои постојат во други земји и да си го подобриме, да го намалиме ризикот, да подобриме безбедноста не само во училиштата и во други установи. Ќе ви кажам конкретен пример кој постои. Една од добрите практики утврдена од страна на ОПСЕ е, например, доколку влезе лице со оружје во училиште, која е постапката за наставниците. Според ОПСЕ правилно е да се заклучи училницата, учениците додат во далечен ќош каде што и некој кој би пукал преку вратата не би ги погодил и да мируваат, да чекаат понатамошни насоки. Бидејќи луѓето кои, например, некој влезе со оружје во училиште, тие кога ќе најдат на затворена, заклучена врата, продолжуваат. Не се обидуваат да ја скршат вратата за да видат кој е внатре. Значи, тоа е една практика. Постојат многу практики кои се утврдени веќе од страна на ОПСЕ и од други држави и сметам дека Македонија треба да ги искористи за заштита и на училиштата, и на критична инфраструктура, и на трговски центри и така натаму. Да, за жал мотивите или она што сакаат да го постигнат тие кои ги праќаат, не знаеме кои се разбира, можеме само да шпекулираме. Еден од нив е и парализација на системот, преоптоварување на системот. Не само тоа, туку губење доверба во системот. Тоа е многу важен ефект. Кога се губи доверба во институциите, ние губиме доверба и во целата демократија, бидејќи луѓето кои сме ги избрале не се способни да се справат со предизвиците. Така да тоа е еден клучен и не треба да се разгледува овој настан изолиран од се друго. Секоја активност непријателска кон нашата држава или кон институциите
која нарушува легитимитетот, вербата во способноста на системот, треба да се разгледуваат и од тоа дали се поврзани, дали можеби стои еден ист актер зад нив. Да, имавме неодамна и случај на откривање и на две терористички кели, една по друга за извесен период. Нешто што исто така не се случува толку често кај нас. Кажавме дека кажано е дека тоа е направено во соработка со меѓународни пријателски служби. Мислите ли дека има некаква опасност сега за појава од некој вид на тероризам или ова е сепак дел од тие редовни тековни активности? Ризикот секогаш постои. Не може да кажеме дека некоја земја ќе биде 100% безбедна. Едно лице, доколку реши со возило да влезе во толпа народ на било каков настан, тоа ќе биде терористички напад ако мотивите му се поради исполнување на одредена политичка екстремна цел. Така да ризикот никош нема да биде нула. Ја поздравам оваа активност на нашите органи, соработката со меѓународните институции. Ова е начинот како треба да се следат луѓето кои се радикални, посебно они кои се поврзани со организиран криминал. Бидејќи не е доволно само некој да има намера, туку потребно е да биде способен да изврши терористички напад, а без контакти со организираниот криминал нема како да се дојде до оружје, експлозиви и слично. Така мислам дека и овие акции беа откриени лица кои беа поврзани веќе со организиран криминал во Македонија. Да. Добро, ајде да видиме сега што се случува во светот, па мислам дека повторно ќе се вратиме на некој начин дома. Најголемата вест, она што ги преокупира светските медиуми, тоа се потезите на новиот американски претседател Трамп. Дали е тоа за неговите први најави за превземање на Панамскиот канал, за ставање на Канада во сојуз со САД, превземање на Гренланд, до најновите негови најави кои на некој начин ги шокира луѓето широм светот, тоа е за американско превземање на Газа, за раселување на палестинците на други територии, што секако дојде до отпор и од самите палестинци, и од регионалните земји, но и од Европската унија, од Кина. Рече се сите се спротиставија на тој план, но се чини дека американскиот претседател не се откажува. Тоа се неговите последни изјави. Како гледате на оваа една нова, сосема нова американска политика која очигледно ќе ги редефинира светските односи? Сите овие чекори изјави на Трамп покажуваат како тој го перцепира меѓународниот поредок. Тој го перцепира како надпревар на држави, како субјекти во меѓународниот поредок и според него цел на секоја држава е да се обидува да стане посилна и така да ги постигне своите цели. Додека она претходна политика на САД се заснуваше на соработка на демократиите и преку соработка на демократиите и меѓународен поредок базиран на меѓународно право да се постигнат американските интереси. Така таа е суштинска разлика и сега постои изненаденост пред се во Европа, бидејќи Европа се уште се обидува да го гледа меѓународниот поредок преку онаа призма до која претходно е Бајден и сите други го гледале. Сега Трамп покажува дека на некој го нарекуваат и империјален поглед. Меѓутоа сите чекори на Трамп покажуваат и нешто друго, дека не се хаотични. Постои некој план. Например, ние може да видиме дека исти политичари кои преговара на Блискиот Исток сега е денес се во Русија. И тој ги гледа конфликтите и геополитичкиот надпревар со Русија и со Кина како поврзан процес и на Блискиот Исток и во Украина. И не треба се подценува Трамп да се смета дека тој не разбира, едноставно го гледа меѓународниот поредок на друг начин. Да, бидејќи ова што вие го кажувате, да, навистина некој им изгледа сето тоа малку хаотично. Не само како империалистички поглед, како што вие кажавте, бидејќи империализмот во основа представува проширување на територијално проширување, но и во насока на неговите најави, каде што влегува и во конфликт со сојузници и внатре, и во НАТО, и со веќе претходните,
ајде да речеме геополитички непријатели како Кина или Русија, па затоа на некои ова им изгледа како една хаотична политика без концепт. Но вие мислите дека не е баш така? Не, тој едноставно го гледа светот на друг начин. Меѓународниот поредок, не светот, на друг начин. Не случајно е барањето за Канада и Гренланд. Арктикот ќе биде многу важен регион во иднината поради богатството со секакви ресурси, од енергетски до минерали. И затоа Канада и Гренланд се така важни за него. Панама е важен бидејќи тоа е еден важен комуникацијски правец, поморска комуникација. Тој го гледа геополитички светот на начин, како што реков, како надпревар и се обидува да најде начин како Америка да стане посилна. Не го следи принципот до некаде, што Черчил кажувал, нели, полошо од тоа полошо од лоши сојузници, да немаш сојузници. И мислам дека Трамп сега е фокусиран на тоа како да ја направи Америка посилна, а по цена и некои од сојузниците да ја изгубат довербата во САД. Но не гледам и друга опција, земји, например, како Европската унија, како организација. Доколку САД не е клучниот сојузник, патот кој станува за Европа е Европа да мора да се претвори во геополитичка сила. И воена, и економска. Сега е само економска. И сила која ќе диктира и технолошки развој. Во моментот Европската унија не е тоа. Така да во моментот Европската унија нема подобра опција. Другата опција е реформа, која е многу тешка. И тоа Трамп многу добро го знае. Трамп го знае и го искористува. На краток рок е свесен дека Европа е зависна од САД, дека Европа ќе мора да сепак да се прилагодува на надворешната политика на САД. И во таква позиција не е само Европа, така и Австралија, и Канада, и Јапонија, и Јужна Кореја, клучни сојузници кои на основа на кои до сега САД успеваше да има глобално влијание. Филипините исто така, па дури и Виетнам. Да, но на каков начин тоа ќе ги редефинира тоаш односите меѓу сојузниците? Ајде да речеме меѓу НАТО сојузниците или бидејќи не се сите земји, ајде да речеме во Европа членки на НАТО, помеѓу колективниот запад, ајде да речеме помеѓу демократиите, помеѓу функционалните демократии кои функционираат во тој еден глобален поредок, бидејќи и како што вие потенцирате сега, Трамп наметнува сега едно ново ниво на конкурентен надпревар на државите помеѓу себе. Дори меѓу сојузниците, меѓу демократиите. Да, значи не мора да значи дека доколку сте сојузници дека нема да се надпреварувате економски, па дури и воено меѓу себе. Тоа е проблем и затоа Како ќе се функционира, ми е прашањето? Вие рековте колективен запад, меѓутоа тоа не постои. Па таква една кованица се користи, да. Се користи, меѓутоа тоа не постои. Постојат и во Европската унија независни држави кои како такви субјекти влегле во организација како Европската унија. Тоа ми се чини повеќе една идеолошка кованица, не е политичка, туку е идеолошка кованица колективен запад. Проблемот е што сега Западот бара европските демократии размислуваат кој е вистинскиот пат за нив. И во моментот и тие немаат даден одговор, вклучително и Македонија. И ние не знаеме кој ќе биде геополитичкиот поредок, како ќе се однесуваат земјите 2050 година и сега да имаме стратегија како ќе се однесуваме, кои ќе бидат клучни сојузници. Но вистина Трамп донесе една несигурност во овој период и сите земји сега сепак се во исчекување. Таа трансакцијска политика, нели, сега и со Украина, ќе продолжи помошта доколку Украина вети дека ќе обезбеди ретки метали и други суровини, енергенси за САД. Потоа преговорите за газа, дека може да кажеме во моментот дека газа нема да се врати на состојбата од пред 2 години. Нешто ќе биде редефинирано. Што ќе биде редефинирано, следува да видиме. На некој начин Трамп ја води државата како една огромна корпорација. Всушност, преговорите денес испрати преговорач во Русија, кој е бизнисмен. Тој го гледа светот преку финансиите. И ја менаџира САД преку теоријата на реализмот, меѓутоа клучни се финансиите и како Америка да има економска доминација, економски бенефит.
не беше таа теоријата на либералната демократија која промовираше САД до овие избори. Значи, затоа ние сме така, не ние. Таму беше акцент ставен на човековите права, на демократија. Да, соработка меѓу демократиите за заедничка бенефит. Тоа беше теоријата на либерализмот. Додека во реализмот секоја држава се надпреварува, таа гледа да биде посилна и зависно од силата ги остварува и своите интереси. И сега овој теоретски концепт го користи Трамп. Таа е реалноста и мора да ја прифатиме, бидејќи сепак САД е клучен играч, најсилен играч во меѓународната политичка сцена и наш клучен сојузник. Како ќе влие тоа врз НАТО? Се разбира дека тука е прашањето и за нас, како ќе влие и за нас, бидејќи Македонија како една мала и реално кревка земја, доколку отпадне, да речеме, членството во НАТО или заштитата од НАТО, веќе тука се создаваат сосема нови предизвици, бидејќи не сме само ние членка на НАТО, туку и сите околни земји. Така е. Како ќе влијае ова врз НАТО? Бидејќи има неколку тези и теории, бидејќи во исто време додека Трамп, како што вие добро забележувате, внесува несигурност во тие односи меѓу сојузниците, тој бара и зголемена потрошувачка на НАТО, што од друга страна па ги прави поединечно земјите членки на НАТО подобро вооружени или подобро подготвени за одбрана. Значи имаме еден, ајде да речеме, еден интересен парадокс тука. Се извинувам. Не е парадокс. Трамп сака безбедноста на Европа да биде гарантирана од европските држави, бидејќи така ќе ослободи ресурси за клучниот театар, каде што ќе се решава геополитичкиот надпревар, тоа е Индо-Пацификот. Таму е сконцентриран и производството светско и популацијата, значи таму ќе се решава. Нема да се решава кој ќе доминира со светот во Европа. И тој е свесен за тоа. Затоа бара, сега спомнува и 5%, не 2, туку 5%, дека треба да се зголеми над 2% она што ќе го трошат европските земји за безбедност. Тоа што Македонија треба да го одлучи е како ние ќе го гледаме светот и меѓународниот поредок. Не е само надпревар, соработката ќе остане секако, нели, како интерес и на САД и на Македонија. Меѓутоа, доколку Македонија реши да го гледа светот на тој начин, ние треба да станеме посилна држава. Држава која ќе може сама да си гарантира својата и безбедност, и економска стабилност, значи ние треба да се фокусираме и на тоа. И сега прашање е дали ние доволно вложуваме во нашата безбедност и дали сме самите способни да гарантираме безбедност на нашето небо, на нашиот сајбер простор, дали размислуваме за заштита ако некој користи дигитална технологија и вештачка интелигенција. Не сум сигурен дека ние размислуваме на тоа како држава. Кај нас многу луѓе навиваат за Трамп, а не размислуваат што значи еден таков меѓународен поредок за мала, слаба држава како Македонија. Дека и ние треба да се смениме, доколку сакаме да живееме во таков свет. Но тоа што е клучно е дека САД нема интерес НАТО да исчезне. Сакам оваа алегорија да ја искористам, ќе продолжиме со НАТО, но ова што кажавте, на некој начин Трамп во меѓународните односи воведува закон на џунглата, значи преживување на најсилните. Ајде да речеме и тоа остварување на интересот на најсилните, не само секогаш ќе постојат мали кои ова е некаква метафора, ајде да речеме, но тоа на Македонија како мала држава не одговара баш таков начин на делување, бидејќи за времето на империите малите држави не постоеле. Тогаш Македонија не е предатор, туку е плен во секој случај. Да, и доколку ние сакаме да живееме во таков свет, треба безбедноста да ја гледаме малку. Многу поозбилно. Многу поозбилно и по-далекосежно да инвестираме во одбраната. Тоа е проблемот со кој се соочува Европа. Не може за една година да ја прилагодите вашата индустрија, начин на живот, инфраструктура, за да бидете способни да функционирате како држава и во воена состојба. Или доколку некој ве напаѓа и во сајбер просторот. Пораките се, мислам дека е еден од најлесните закани со кои може да се справиме. Замислете се ние да нашиот систем, банкарскиот систем, системот за снабдување со електрична енергија да бидат под постојани сајбер напади. Какви проблеми ќе имаме ние како држава? Или нашиот воздухопловен сообраќај, или на пример системот на УЈП, системот на
фондот за здравство повторно да биде. Какви тогаш проблеми ќе имаме како општество? Па имавме веќе такви напади. Да, меѓутоа, отприлика замислите знаеме, синхронизирани напади во еден краток период. Како што, а со такви напади се имаат соочено Балтичките држави, на пример, и те имаат искуство и затоа се подобро подготвени. Ние се уште разговараме за пораки испратени до школите, меѓутоа и претходната власт и сега ова власт за прв период се соочува со ова закана. Меѓутоа треба малку поозбилно, кога ќе се соочиме со некоја закана, да го смениме системот за следниот пат, да бидеме подобри, не да го имаме само истиот разговор, но ништо да не преземаме како држава. Тоа остава печаток дека сме малку и неозбилни кон безбедност. А всушност сега сајбер заканите се можеби најреална, најсериозна закана за државата, бидејќи ние не знам колку имаме закана од некаков физички воен напад од земји од соседството или внатре во самата држава. Мислам дека тие навистина минимални. Тоа се минимални, меѓутоа напади не само сајбер, или со дронови врз нашиот аеродром. Дали сме подготвени да се справиме со еден масовен напад на дронови врз нашиот аеродром или врз некој друг критичен објект за функционирање на државата. Дали воопшто имаме заштита од дронови? Ова се се релевантни прашања на кои треба да разговараат политичарите, да размислуваат не само за најлесно е да се размислува за школи, за стадиони, за дом на култура, за театри. Тоа некако звучи убаво, но безбедноста е сепак поголем приоритет. Не само Македонија, општо во Европа безбедноста беше запоставена. Живеевме во еден свет после студената војна која бевме опуштени и многу аналитичари и професори кај нас зборуваат дека времето на конвенционални војни заврши. И сега гледаме дека не е така. Меѓутоа ништо не правиме. Се уште продолжуваме како по инерција да се движиме и да постапуваме како времето на конвенционални војни заврши. Не, буквално не е така. Да. Кога зборуваме за Европската унија, како што вие велите, во поглед на барањата за зголемување на трошоците за одбрана, тоа Трамп го правеше и во првиот мандат, кога беше. Да. Истите барања беа тогаш беа несогласувањата и со Ангела Меркел, и со Емануел Макрон, отприлика истите, сега повторно ја враќа таа работа на маса, но сега спомнува и тарифи за Европската унија. Гледав баш вчера на интервју на францускиот претседател Емануел Макрон за CNN, каде што тој вели, отприлика вака го парафразирам, вели не треба да се занимава Трамп со Европа, треба заедно да се обединиме за заканата од Кина и Русија. Европа не е непријател на Америка. Иако Европската унија вчера соопшти дека доколку Соединетите американски држави воведат тарифи за ЕУ, дека ќе одговорат и тоа за еден час, дека се подготвени да одговорат. Значи, европските лидери се обидуваат некако да деескалираат, но ми се чини дека тоа засега нема да успее. Европа се уште го гледа светот низ призмата на соработка меѓу демократиите. Затоа е така. И Канада не е непријател на САД. Напротив, можеби најголем пријател. И Мексико не е непријател. Меѓутоа, Трамп користи економските алатки за да наметне, тоест да добие некои други работи и од Канада, и од Мексико. Например, кога се воведуваат тарифите кон Мексико, Мексико испрати за одолговлекување за уште 30 дена на тарифите 10.000 мексикански војници на границата со САД за борба против организираниот криминал. Значи Трамп сепак тоа го постигна. Трамп сепак ја користи овие економски инструменти, фактот дека САД е една огромна економска сила, да постигне некои други цели. Така да сите тие хаотични, изјави па повлекувања не се толку хаотични, не се толку неосмислени. И не треба Трамп да се гледа како некој кој секој ден кажува нешто различно, туку треба да се сватат сите тие работи кои ги прави, што всушност постигнува како ефект. Например, јас гледам ова, испраќањето на негов советник денес во Москва да разговара за Украина и Минхенската конференција оваа недела, како два поврзани настани. Бидејќи Трамп ќе има човек во Минхен, има човек во Москва кои ќе разговараат со луѓе и ќе размислуваат што е можно. А целта на Трамп е Украина да почне преговори. Цел на Трамп е Украина да најде некакво решение, а истовремено
Трамп бара и како дел од тие вложени пари како помош на Украина да бидат вратени економски во САД. Како САД да стане доминантна и влијателна земја во Источна Европа, иако кажува дека не е толку заинтересирана, Европа ќе остави на европјаните, меѓутоа ресурсите нормално ги посакува. И тоа е сосема легитимно. Трамп е логичен доколку сватиме како тој го гледа светот. Во однос на Европската Унија има податоци дека до 2008 година Европската Унија имала речесиист БДП со Соединетите Американски држави. Збирно, да. Збирно. Но од 2008 година тоа се менува, каде што денес е ситуацијата дека Соединетите Американски држави имаат речиси дупло поголем БДП од И не се задоволни. И не се задоволни. И смета дека САД ја губи економската моќ, што не, а не е така. И имаме едно, да речеме, иселување на технолошките гиганти од Европската Унија, преселување во САД, и вие го спомнавте тоа, губењето и на технолошката трка. Европа веќе не е инвентивна, не е иновативна. Европа нема технолошки гиганти кои работат на иновации. Се што е ново во светот на технологијата, гледаме дека доаѓа од Соединетите Американски држави и Кина. И до некаде Кина, која сепак каска, копира, прави, но сепак се обидува да држи чекор. Европа веќе ја нема на таа слика. Ќе успее ли Европа, мислите, да се реструктурира во тој поглед, бидејќи имаат потенцијал, ајде да речеме, но потенцијал има и дали може? Минатата година имаше истражување во Германија кои се проблемите кои предонесуваат германската економија да стагнира. И на некој начин дури Германија може да кажеме дека е во рецесија. Утврдено е дека причината е премногу, тие користат термин red tape, тоа е премногу законски пречки, премногу регулативи, кои едноставно таа бирократија оневозможува тие нови идеи, нови технологии, мали стартапи да создадат нова вредност. Значи во Германија сватиле дека тоа е проблемот. И сега дали ќе го надминат, и во Европската Унија е нешто слично. Таа премногу регулирање, додека Европската Унија размислува како е етички да се користи вештачка интелигенција, во Кина не размислуваат на тоа прашање. Во Кина размислуваат како вештачката интелигенција да искористат за Кина да има поголемо влијание. Во Кина вадат нов модел. Тоа и Европа, прашање дали Европа ќе успее, не знам. Навистина тоа е тешко прашање. Сега Емануел Макрон најави дека и Европската Унија ќе вложува 100 милиарди евра во AI. AI, производство на чипови. Меѓутоа во дигиталните и нови технологии, во новите фирми во 10 фирми кои користат и кои се базираат на нови технологии, нито една не е европска. Тие се пред се од САД. И сега ние имаме најбогатиот човек Илон Маск, и Цукерберг и такви луѓе кои немаат фабрики за производство на челик. Нивното богатство се основува на користење на таа дигитална револуција која доживеа светот, а Европа ја испушти. Значи буквално ја испушти таа револуција и затоа Европа е во така лоша состојба и вие рековте, од економска сила која била рамна со САД, заедно сега не е така. Да. Добро, ајде да видиме сега како тој, ајде да речеме, американски изолационизам на некој начин, каде што се укинуваат, се укинува USAID, се укинуваат фондови, Трамп најавува полекување на американските војници од делови од светот, ќе видиме дали тоа ќе биде и од регионот. Како таа политика би се одразила на Македонија? Зборувавме малку за тоа, но еве да се задржиме малку повеќе. USAID постоеше како дел од таа мека сила на САД. Сила на привлекување. И таа повторно се заснова на теоријата на либерализмот, либералниот поредок, а Трамп ја гледа преку друга призма. И затоа USAID за него не е така важна алатка, а ресурсите вложени во USAID не ги гледа како нешто што ќе му донесат бенефит. Така да USAID му е чекор сосема во линија на тоа како гледа тој меѓународниот поредок. Што ќе изгуби Македонија? Прашањето за Македонија е сега тешко да се одговори што ќе изгуби, бидејќи не е анализирано кои се се проекти и кој бенефит реален го има Македонија. Не зборувам само за USAID, туку
генерално за новиот пристап на Трамп за доколку се оствари тој американски изолационизам на некој Не е начин. изолационизам. Друго е американската политика пред меѓу Дали двете ќе светски биде, војни. Тоа ајде не да е. го поставиме прашањето, дали ќе биде изолационизам таа политика? Не е тоа Не ја гледате изолационизам. како изолационизам? Не, напротив. Еве, Бидејќи доколку повлекува американски војници од делот светот. тано е барањето Газа да биде под американска контрола. Да. Зголемување на делувањето во земји како Виетнам, Филипините, Јужна Кореја, Јапонија, значи едноставно тој го гледа тежиштето на друго место, не го гледа во преместува Европа. фокусот. Да, фокусот е таму и тоа во Европа мислам дека сите политичари во големите земји го знаат и се свести зошто е така. Сега прашањето нешто Добро, доколку тогаш се повлечат од регионот, повеќе американците, дали ќе се повлечат? Што мислите? Не, тоа не е повлекување. Ние едноставно не сме во нити сме биле, нити ќе бидеме во фокусот. Сега последното е дека Род Благоевиќ можеби ќе биде амбасадор на САД во Белград. Се гледа во која насока ќе се оди, се гледа дека Курти не е омилен играч на САД. Меѓутоа Балканот не е ни споредно, туку споредно помошен театар на геополитичко влијание на САД. И таа е реалноста. Тука нема многу пари за Трамп, реално. Да, Балканот не е така важна е Турција, важна е Грција, меѓутоа остатокот од Балканот не игра клучна улога за геополитиката на САД. И ние мора да го прифатиме тоа и да не гледаме дека Трамп ќе ни даде приоритет за решавање на одредено прашање, за меѓународна политика или пак економска помош. Не. Но вистина ние сме една мала земја од 1,5 до 2 милиона луѓе кои живееме во неја, на мала економија и така не гледаат во меѓународната политика. Да. Ги спомнавте пораките на Гренел кон Курти. Курти видовме дека победи повторно на Косово. Дали ќе оформи влада, ќе видиме. Но пораките на Гренел се прилично јасни и директни. Тој кажува дека И на Род Благоевиќ исто. Последната недела тие не ги видов, но сепак тие го винуваат Курти, тој Род Благоевиќ за дека неговите политики се насочени за иселување на србите. Тој еднос кон Курти, дури и Курти да успее да формира влада, ќе се соочи со голем проблем. Курти ќе мора да најде сојузник во меѓународната политика. Тој сојузник тешко дека ќе биде САД. Во моментот не гледам држава во Европа, како на пример Британија или Германија или Италија, која ќе пружи рака на Курти и која ќе гарантира негова економска стабилност пред себе, бидејќи Косово е држава која е и бенефициент, т.е. добива средства и од САД и од Европската унија. Така да Курти ќе биде во позиција доколку води политика спротивна на барањата на Европската унија и САД, ќе има економски реперкусии и влошување на економската состојба во Косово. Што би значило евентуално повлекување на американските војници од Косово? Може ли тоа да ја загрози безбедноста на Косово? Ќе останат дури војниците на САД да се повлечат, ќе останат од земји на Европската унија, ќе се најде некое друго решение. Дури еве и мандатот да не биде добиен. Косово, сигурно европските земји нема да го остават Косово небрането, без присуство на меѓународни сили да постои ризик за војна ескалација. Гледаме дека тука исто така голем интерес има Турција, дека да речеме најголема директна војна помош за Косово доаѓа од Турција. Па читав некои анализи дека можеби доколку и се повлечат американските војници, дека Турција ќе го зголеми своето војно присуство. Косово нема да остане без сојузник и нема да остане небрането за да се создаде можност за една голема војна. Тоа во моментот не постои. Нити па САД би имал интерес да ескалира состојбата во Косово. Да, економските алатки се легитимни. Економски алатки, информативни операции за намалување на рейтинг на одреден политичар. Можеби тоа ќе води кон операција која побарува година-две за да се смени власта во Косово или да се формира друга стабилна влада, меѓутоа така размислуваат државите, не размислуваат од еден за друг ден или од денес за утре или краткорочно, нити пак ескалацијата е решение нити за Европа, нити за САД. Како гледате на протестите во Србија кои траат веќе полго време? Има тука две тези. Едната е дека тоа се протести кои се предизвикани од тоа што се случи, од трагедијата, но и една
едно акумулирано незадоволство од владењето на Александар Вучиќ, веќе 15 години. Друга теза е дека сепак тука има и силно надворешно влијание, дека се прави притисок врз Вучиќ и за Косово, и за Република Српска, и за Русија, војната во Украина, сето тоа што е поврзано со таа приказна. Како гледате вие на протестите? Протестите постојат бидејќи постои и акумулирано незадоволство, имаше настан и несомнено постои и одреден фактор и од надвор кој стимулира или помага. И тоа не може да кажеме дека не постои незадоволство, дека рушењето и загинување на страшницата и загинувањето на луѓето не предизвика голем револт. Сега кои се барањето од факторите од надвор кои поддржуваат, тоа е навистина тешко прашање. Тие не ги гледаме, да. Не ги гледаме, може да се освен оно што е едно формално барање. Дали имаше обвинување дека постои од страна на властите од Србија, дека постои вмешаност на Хрватска, на други држави, да, во Хрватска имаше протести за поддршка на студентите во Србија. Дури пред некој ден видов и во Софија имаше мало собирање на студенти, меѓутоа тоа не покажува. За Хрватска за мене тоа повеќе фолклор и прозаично. Прозаично. Ја повеќе би се задржал на барањето на меѓународната заедница за воведување на санкции кон Русија. Да, тој сакам да го кажам, повеќе поврзувам со притисокот кој беше поврзан и со нафтената индустрија на Србија. Да, тоа е важно прашање. Тоа е важно прашање, значи постои постојан притисок врз Србија да го својата геополитичка ориентација да ја насочи кон Европа и кон Западот повеќе и да ја намали својата поврзаност со Кина и Русија. Ја повеќе ја гледам од тој аспект надворешното влијание. А внатре револтот несомнено постои. Дали со назначувањето на Род Благоевиќ мислите дека тоа би се сменил тој курс, да речеме, ајде кон Србија на некој начин? Род Благоевиќ дава силна поддршка за Вучиќ во неговите изјави во последниот период и го посочува како лице многу сличен на Трамп. Значи многу позитивна слика дава за Вучиќ, така да гледам дека доколку Род Благоевиќ стане амбасадор на САД, тој ќе биде лице кое ќе го поддржува Вучиќ. Да, ќе му даде поддршка. Такви се знаците. Според изјавите, да. Според изјавите, сепак далеко е да се каже дали Род Благоевиќ навистина ќе биде амбасадор. И едно е која не сте на позиција, а друго е која ќе бидете на позиција, која ќе имате пристапи до повеќе информации и која ќе добиете и цели кои треба да ги постигнете надворешно политички на САД, тогаш изјавите и однесувањето може да се смени. Меѓутоа, сепак интересно е да се каже дека изјавите кои ги дава и Кит Келог како советник за Украина дури и пред изборите во САД и она што го прават сега е многу слично. Тоа ме изненадува до сега, бидејќи пред избори и после избори некојаш однесувањето може да биде многу различно по такви тешки и комплексни прашања. Да. Добро, Александар Илиев, ви благодарам за ова интервју и до некоја следна прилика. Благодарам на поканата и на можноста да си го кажам своето мисли. Со ова интервју го завршуваме ова Студио 10, почитувани гледачи. Ви благодариме на вниманието, ви благодариме на довербата. Останете со програмата на Телевизија 24.